Почитувани граѓани, сакам од ова место, пред село Просениково, да му порачам на мојот колега, се уште колега, Васил Пишев, и на министрите од владата на Република Македонија, Јанакиевски, Пешевски и низа други, кои што шетаат низ Струмичкиот регион, кои што шетаат низ општините Ново село, Василево, Струмица и Босилово, односно пред се да престанат да се обидуваат да манипулираат со граѓаните и да собират ефтини политички поени врз нивната мака. Состојбата денес ја гледавме на вистина е премногу лоша. И сакам да кажам дека единствен, да повторам, дека единствен кривец за толку големите штети што ги имаат претрпено нашите сограѓани е никој друг освен владата на Република Македонија и пратениците од ВМРО ДПМН кои што ја ги представуваат граѓаните на оваа наша струмичка котлина во собранието на Република Македонија. Морам да ви кажам дека една од главните задачи на оваа влада преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е да ги чисти постојано речните корита, да ги чисти постојано каналите и поројните водотеци. За жал, постојано ние како пратеници од Социјалдемократскиот сојуз со колешката Цветанка Иванова поднесуваме амандмани на буџетот на Република Македонија, како што го имаме еве последниот амандман од 2012 година, во кој што бараме средства, пари од буџетот да се одвојат за чистење и санирање на сите овие канали. Ниту колегата Васил Пишев, како член на Комисијата за финансирање и буџет, ниту министерот Ставрески ги прифаќаат, ги одобруваат тие амандмани и затоа имаме состојба каква што имаме. Епа колега Пишев, лагите секогаш излегуваат на виделина. Наместо со џогер да го бришеш подот во црквата во Муртино, требаше да гласаш за тие амандмани, а не да не повикуваш некој ден да видиме дека речните корита се во изворедно добра состојба. Со џогер не се брише гревот кон своите граѓани, а уште помалку со кандидатура за градоначелник на општина Струмица. Лошо е сега да ги лажеш луѓето дека сакаш да им помогнеш, а ти и твојата влада, предводена од Груевски, сте најголеми виновници за последиците од поплавите во Струмичко. Ако континуирано ја чистевте каналската мрежа и речните корита, сигурен сум дека и покрај обилните врнежи, штетите кои што беа направени немаше да бидат толку големи. Покрај тоа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има законска обврска да од парите кои што ги собира од концесија од издавање на земјоделско земјиште, ги враќа тие средства во делот од кај што ги зима, тоест ги враќа за чистење на речните корита и за тампонирање на полските патишта. Но тоа не го прави, бидејќи оваа влада сака да гради споменици, сака да гради фонтани, а не да им помага на своите граѓани. За крај, искрено се надевам дека конечно ВМРО ДПМН ќе се научи да ги почитува позитивните законски прописи во државата и ќе им плати за штетата на граѓаните, иако и претходната се уште не е платена. Благодарам.